Веднаш по великденските празници во вторник на владина седница ќе се разгледува компаративната анализа што треба да изработи Министерството за економија и труд за движењето на цените на основните прехранбени продукти пред и за време на кризата. Најави денеска премиерот Христијан Мицкоски. Состаноците кои како влада ги имале со маркетите, дистрибутерите, производителите по почетокот на војниот конфликт според Мицкоски вродиле со плод, а тоа вели го покажале податоците на статистика кои бележат месечна инфлација од 0,7%. Според владините најави, доколку извештајот за цените покаже зголемување, тогаш на маса се таргетирани мерки на одредени целни групи, како и намалување на ДДВ-то или ограничување на профитната маржа кај одредени основни производи. Го задолживме Министерството за економија и труд да во периодот направи компаративна анализа помеѓу цените на основните прехранбени производи на почетокот на февруари и почетокот на април оваа година. Очекувам дека сега во вторник, мислам 14, ако не се лажам, е седницата, така вторник е 14, ако не се лажам, ќе Министерството за економија и труд ќе излезе со детална анализа и тогаш би можеле повеќе да кажеме. Во пресред на великденските празници денеска по маркетите и пазарите можеше да се забележи поголемо раздвижување, но дел од граѓаните кои ги анкетиравме велат од година во година трпезата е се поскромна. По стартот на војната на Блискиот Исток велат речиси се е поскапено, а домашниот буџет во пресред на великденските празници е дополнително оптоварен. Јагнешкото месо ни е 617 денари, 700 денари за кило. Тешко кој може тоа да се го дозволи, така? Да не збориме зејтина, да не збориме јајца. Јајцата првиот ден како се Иран нападнат, јајцата поскапеа, патлиџаните се стварно многу скапи, краставиците. Тоа е ужас. Претера со скапотијата патлиџани 3 евро, кај го има 3,5 евро патлиџан. Преполни се чингелите со јагнина, а муштери по 1-2. И се на грама и купуваат. Зејтин да е покачен. А што сам? Тоа што купувам горе-доле е на некое одредено ниво. Инаку уште речиси 2 недели во земјава на сила е кризната состојба со која се намали ДДВ-то на горивата од 18 на 10% и акцизата кај бензините за 2 денари и кај дизелот за 4 денари. Мицкоски денеска повтори, состојбата е внимателно како влада ја следат, ризици има, но уверува дека земјава има доволни количини на нафтени деривати. Повтори и дека и покрај зголемената побарувачка, особено во пограничните места, како влада не размислуваат за ограничувања во делот на горивата.